Општина Битола одлучи времено да ја стопира изградбата на кружен тек на крстосницата на улиците Прилепска и Едвард Кардель, или како што знаат граѓаните кај ветеринарно. Проектот е даден на дополнителна ревизија и повторно ќе биде разгледан планот за тоа дали паркот треба и мора да биде опфатен со градежните активности. Ваквата одлука општината ја донесе откако група на граѓани доставија петиција со вакво барање, а вчера започнаа и со протести, кои како што најавија ќе се одржуваат секој ден од 18 часот до 18 часот и 30 минути. Тие направија еден допис до општината, ние го видовме дописот и кажавме ако има некаков проблем треба да провериме, значи го проверуваме проектот. Бидејќи има реакција на нашите граѓани од тој дел на градот, а за нас граѓаните пред се нормално и тие се најважни, јас ги упатив да запрат со активностите, да се препровери проектот. Значи дали се според проектот мора така и дали во делот на зеленилото мора да се влези. Штом се завршат сите проверки, штом сето тоа се заврши, штом се донеси дефинитивна одлука, во тој случај ќе продолжиме со проектот. Со кружниот тек предвидено е поставување на споменик на Александар Турунџев, кој веќе денови ќе пристигне во Битола, но како што кажа градоначалникот Алески, неговото поставување малку ќе почека. Значи споменикот е готов. Денови ќе дојде во нашата општина. И јас се надевам дека надлежните, значи архитектите, градежните инженери, сообраќајната полиција, сообраќајците ќе најдат сообраќајно решение кое што ќе ги задоволи сите интереси и убеден сум дека на крај ќе се разбериме. Но во секој случај во моментов е ставена на проверка целата документација, доколку има можности да не се навлегува, јас сум за тоа, значи да не им се пречи на граѓаните, се разбира дека тој дел треба да се заштити, но од друга страна исто така сум за тоа да ја реализираме максимално програмата која што е прифатена од Советот на општина Битола. Граѓаните од овој дел од градот и денеска рекоа дека ќе излезат на протест за да го одбранат зеленилото кое со проект треба да се претвори во кружен тек.